Хеј, Пандамониум радио шоу број 56. Здраво и добре дојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч. Ова до мене е мојот човек Секси Марса, а тоа таму е мојот човек Трајче, a.k.a. Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо, здраво Секси Марса. Добро дојдовте во уште една нова епизода на Пандамониум радио шоу. Дарко, ова мислам прв пат воопшто во историјата на Пандамониум вакво нешто да правиме. Го имаме нашиот човек Секси со нас. Што, као тројца со прекомерна килажа на ист кауч, прв пат го прави тоа? Прв пат. Да, буквално. Прв пат го прави тоа. Здраво дечки, здраво Пандамониум екипа, здраво на сите што пратите. Фала ви што ме викнавте, што сме овде, што се дружиме денеска. Се надевам се слушаме, дека се кој што треба. Секси ти си MC, ти мора да знаеш микрофонот, дека треба да си го држиш вака. Така е. Значи како што треба. Да. Многу ни мило дека Секси ни доаѓа како гостин. Прв гостин во втората сезона на Пандамониум радио шоу. Кон крајот на првата сезона исто така имавме едно или две, три гостувања тука во малце поинаков сетинг, али на каучов. Не сме имале до сега уште еден биг бој до нас, така да тука е нашиот човек. Имаше весели епизоди едно време, ги памтам. Секси Марса. Да. Тука сме, каде имаме многу за зборење, многу ни мило дека имаме гостин и што тоа е нашиот човек Секси. Трајче. Види, не за џабе е овде. Мислам дека мораше да го направиме ова. Имавме еден евент претходната недела, каде што Секси Марса заедно и Петар, да не го заборавиме Петар, кој што исто така е многу, има огромен удел во се во ова. Претходната недела направивме евент каде што зборевме за проектот, му дававме шанса на Марса да збори за проектот и заедно со тоа и да го слушнеме албумот уште пред да искочи, недела дена пред да искочи. И сега веќе за време на снимањето можам да кажам дека албумот официјално е аут, можете да го слушнете до моментот кога ќе искочи епизода, мислам дека ќе можете да го слушнете и на сите стриминг платформи. Мислам дека ќе можете да го чуете, веќе е на YouTube. Павлина is out now. Тоа беше и најавата на еден начин за проектот. Така да, Марса, мислам дека Дарко сака да почне, сега има неколку прашања за тебе. Идеме. Премив неколку прашања за да отвориме оваа епизода. Брзи прсти, ајде. Знаете дека јас сум малце поише по тие класичните прашања. Нормално. Вече сака малце подлабоко да навлагу стварите. За кој гласаше пример? Како ќе отвориме, Даре? Ќе отвориме со тоа, прво само да ни кажеш што извади ти сега уствари. Извади албум, микстейп, EP, проект, компилација. Проект. Не би го класифицирал како албум, пошто албум за мене лично представува доста посериозен body of work, дури од ова што го правиме сега, што го спремавме, иако се посветивме многу, тоа не значи дека мањкавме од аспект на квалитет, него албум за мене е она концизна, официјална работа. Ова беше проект каде што се склопивме заедно со Петар, сите битови се на Петар. Идејата беше, целта беше да имаме концепт, пред се да има концепт, дури ако тоа е диверзитет. И диверзитет е концепт и поентата беше да има различни работи, а сепак од истите луѓе. Ако мислам тоа ни беше генерално идејата. Со Петар сите битови се ради тоа продуцирани од Петар. На еден помага Оги за аутрото само. Не знам, 9 ствари се заедно со се скитовите, некои скитови се откачени. Ама Да, двата скида се откачени, али добро, значи ти го третираш ова како проект, не кеш да класифицираш како микстейп, бидејќи го нема оној хип-хоп микстейп момент. Нема таговиот DJ драма, да, нема таговиот DJ драма. Не е EP дефинитивно. Не е EP пошто е малце предолго и плюс е во малце поинаков формат. Ако го видиш вака според параметрите, можеш да го класифицираш и како албум или како LP или како било што. Не би го нарекол албум заради тоа што ако изадам албум ќе биде something else, ќе биде something else. Мислам многу посветено, многу друго албум е друго за мене. Се слагам. За мене. Јас се слагам дефинитивно со тоа и мене ми се допаѓа тоа дека последниот официјален проект кој го извади беше EP, така? Наступила ми EP. Така. 2019 пролета. Така нешто. Сега добиваме некој хибриден проект. Сега те прашам бидејќи 5 беше на Марсупила ми, 6 е точно.
Марс МР5 како сакате. Тоа е мисленото прашање, брат. Како се чита овој насловот на овој проект? Брат, како сакаш, оставив многу работи од проектот да бидат на толкување на самата публика и како сакаат они да си го доживеат така да биде. Поентата е што е проектот мене и од Петар. Ако видише Секси Марса и Петр, МР5, само ако го свртиш Петар наопачки, го добиваш како кованица од нас двајца. Всушност проектот е кованица од нас двајца. Е дел од нашата душа и е заеднички проект и го работевме заедно и тенденциозно е така направен и ради тоа и се вика баш така со петката, него не се вика Марс, може да го крста Марс или било како Или другачи. Марс Тейп Или Марс Тейп или било што друго. А вака го оставам на луѓето да си го протолкуваат. Може да е Марс за некого, може да е МР5. Мене ме може влече да е Марс да го читам само стилизирано, искрено. само стилизирано. Епа тоа Добро, е. ама еве на пример сега ти треба да ни кажеш да ни најавиш дека треба луѓето да го чујат проектот, како ќе го најавиш? Брат, Марс е окей, да, Марс е супер, пошто на крајот од денот е Марс проектот. Ама е и Петар истовремено. И ради тоа и буквално ја направивме така кованицата, плюс сакам да си играм со бројките, знаеш дека си играм заради тоа и на 6-6, еве. Не дека нешто сум астро зависник или било што, него едноставно кога имам memorable date, полесен е му дава на нештото една целина, бар за мене, у моите очи. Ете го памтиш и 5 за Марсопилот. Памтам и 5 Што си у хороскоп, брат? бик. Значи 7 што добиваме? Вага упознак, дознав дека имало и некој рак у Марс, сега скоро, ама не разбирам тие работи. Не ти треба Да, тоа. брат. Не ти Премногу треба сум тоа. вработен за да. Факти. Не ти треба тоа. Факти. Да. Брат, добро, супер. Уште едно прашање сега ти поставам вака со сам старт поврзан вака општо со самиот проект. Ја и те речем многу често збориме тука дека сакаме многу проекти, сакаме ние двајца многу слушаме проекти, слушаме албуми, слушаме микстейпи, слушаме EP, ги вреднуваме многу повеќе од сингловите кои се дропаат. Најмногу се осеќа на балканската сцена, посебно на македонската, имаме недостаток на проекти и уште повеќе недостаток на квалитетни проекти. Зашто се одлучи да идеш со проект без разлика дали е микстейп или само проект или краток албум или EP без разлика? Која ти беше идејата? Зашто се одлучи да одиш да направиш вакво нешто, да го изводиш ова во ваков формат? И што сакаш да постигнеш со тоа, брат? Па брат, види, лично сметам дека као проект, не мора да е full body of work као албум, ама пак проект заедно со ист концепт, иста визија, иста мисла преточена во него, има многу повеќе вредност него сингл може да биде било што. Може да се љушпариме јас ти Трајче денеска и да напишеме сите по еден верс и да го снимиме и да го извадиме. А проект е многу по-концизна работа и проектот треба да репрезентира за тоа што е артистот и за тоа што чувствува или е во самиот даден момент кога го прави. Ради тоа и се одлучив на проект, знам дека многу луѓе не се одлучуваат на тој потек, пошто синглови со спотови многу полесно може да ти ја донесат атракцијата од тоа што ти треба, ама на крајот од денот во мојот ум мислам дека проектот е тоа што останува. Тие што се вредни имаат проекти, тие што имаат проекти се вредни. Фер. Така? Не знам дали Апсолутно. се слагате со таа... Мислам дека ова е нешто за кое што збориме онака буквално 2 сезони уназад. И знаеш што, ја ќе кажам мој тек на стварите. Многу ми е мило дека ова конечно искочи. Марса буквално онака ни пушташе ствари уште кога почна да го работи. Знам дека долго време работеше на него. Знам дека претрпе многу промени. И на пример, еве ја да му одговорам на Дарко на прашањето. Мене ми е апла проект ова. Ова е онака можеби еден од поретките сега, брат. Чим ти имаш таков скоцкан проект, кој што кажа Марс има диверзитет, има премногу, ќе збориме за тоа. На крајот на денот е буквално све од тоа е Марса, брат. И као мене тоа ми го прави да биде концизно. Плюс ме знаеш дека сум таков фан огромен на колаборативни проекти помеѓу продуцент и артист. Тоа само ми додава на се во овој плюс. Да бидеме искрени пред луѓето, алфа тестер си за музиката. Некогаш ти праќам нормално. Прв ти праќам ствари да чуеш да ми кажеш што мислиш, пошто Апсолутно, ама знаеш како и тоа ми е на мене крајот од топ. Да, и од друга страна, кога ќе го видам проектот 9 тракија, имаш аутро, тоест имаш аутро и имаш внатре скит, брат. Не се сеќавам последен пат на EP да има скит и аутро, брат, до тој степен. Ме разбираш, као пак е на крајот на денот го има
Ја би рекол дека можеби Марса го има замислено ко проект и би рекол дека е проект на крајот на денот е body of work. Има кратки албуми, имаме слушано премногу кратки албуми. Не мора да значи ако е 9 траки дека не може да биде класифициран како Поготово албум. последно време да. Не, Не, ама Апсолутно. ми се свига неговиот тек дека не сака ова да биде албум. Има извадено EP, овој проект сака да има деби албум, ама тоа да звучи да изгледа некако Тоа е поинаку. пошто знае дека валјда и знае дека може многу поише од ова. Ме разбираш дека пак мора да ставиме во перспектива дека се работи за Македонија, брат. Се работи за многу финансии кои што тебе не ти се враќаат од музиката, многу труд, многу време реално да правиме муавет, пошто барем тебе ја и Дарко имаме шанса да видиме како е Марса, бидејќи Марса ни збори за тоа колку е тешко се да се стигне до кај што е, за да се извади спот, за да се направи нешто околу сето тоа. Кавер. Мислам, као има премногу луѓе кои што не е само Марс и Петар, брат. Болен процес. Огромен Болен и процес. тешок процес и као многу време трае. И тоа е затоа наградата за се во ова е релативно мала, така? И као мора на ваков Мислам дека грешиш тука. Наградата е Не. многу голема ради тоа што апсолутно за тебе да. Знаејќи дека каков човек си дефинитивно можам доаѓаш да го се правиш тоа што сакаш да го правиш суштински од душа и на крајот од денот утре ден можеш да презентираш музиката што си ја напишал дома во твојата дневна пред луѓе кои што можеби ќе го знаат текстот или можеби не прв пат ќе се запознаат тогаш. И знаеш што е најдобро од целото тоа? Нема подобра радост од тоа. Што е боле од трафика да работам? Дефинитивно. Или whatever. Мислам нема. Но, муабетот ми disrespect, беше. love сите што работат утре и јас би работам Да тоа хасал из real, брат. Да. Get your money како и да е. Ме исполнува. Тоа сакам да кажам. И на крајот од денот, најинтересното е што не знаеш која песна од тој цел проект ќе удри некого највише. Ме разбираш? И заради тоа е многу добро да имаш едно вакво дело каде што има толку многу различни звуци, толку различни теми, толку различни флоус. Ќе има публика за секого, брат. Од тие 9 песни тебе 3 да ти се свиѓаат. You're out there. Ме разбираш дека као плюс Марса е таков човек кој што сите го знаат, сите го поштуваат. Уири е, На тебе да фани ти е. се допаѓа една, на Дарко да му се допаѓа друга, јас сум победник, ме Брат, сакаш? И Апсолутно. мислам дека и првите реакции се баш такви. Мислам Да, дека брат. секој си го наоѓа својот фаворит или своите една-две омилени траки. Тоа е најубавото у сето тоа, Тоа е брат. новото во вадење проект и во можноста ние како фанови да чуеме повеќе песни одеднаш од истиот човек, да не добиваме песна еднаш на неколку месеци, да морам само тоа да го слушам и тоа да ми го репрезентира човекот во тој даден момент. Затоа сме секогаш што трајче за проекти Пази, повеќе од синглови без и размислување. сега добиваш проект, македонски артист, македонски продуцент, 9 најразлични ствари една од друга, брат. Една со друга не се слични, брат. Шоукейс, брат. Шоукейс на скилсет. Ја таква продукција никад нема слушаната од Петар. Марса го нема слушаната така да рапува до претходно, брат. Марса имал секад интересни лирики, секад интересно флоу до сега прв пат. Дури и кога ми ги кажуваше стварите унапред што сака да ги снимах, дури ми беше чудно, се викам од каде, како доаѓаш до идеи, бе, брат. И тоа е следното прашање. Како доаѓаш до идеите, мајсторе? Кажи ми на пример, еве, така, што е тоа, мислам, валја е твоето секојдневие, валја е твојот, ама сите тие референции на поп култура на пример, како се врзуваат у еден таков карактер што те прави тебе да бидеш карактер, не усмислена карикатура, туку карактер кој човек кој што си има изградено преку сето тоа, брат. Многу ме интересира и како тоа го целото преведуваш во музика на пример. Не знам, трајче како да ти кажам, некако е делумно е вродено, делумно е пошто сум јас, тоа сум јас едноставно. Тоа се некои ствари кои што јас сум ги прател низ времето или некои мои омилени филмови или референции од негде или ликови кои што сакам да им дадам шаутаут или било што. Ама идејата беше буквално тоа да има, кој што рече ти, да има диверзитет, да има многу различни работи на самиот проект и сакав да се предизвикам себе си пред се за да си покажам и докажам и не само да си покажам и докажам, него забавно ми е, брат, као убаво ми е. Сакам на бумба бит да рапувам наспроти ваквото. Некогаш ми е окей, некогаш сега можда не сум уште за да афробит дојден, ама можда ќе бидам за следниот месец. За седми. Who knows, битно е како се осеќаш у моментот и да, се стварите се реални, се дел од мене, се дел од моето обкружување и секојдневие, само се на некој начин преточени преку тие референции што се дел од поп културата, ама
пак си имаат свое значење за тоа што сакам да го кажам, не се вметнати рандом таму, него се често намерно оставени таму за да може би некогаш ќе му теки неки изгугла и ќе провери кој е некој или нешто кажано и ќе си го поистовети со, ќе си рече сега ми има смисла ова. И не сакам да се ортодоксни работите, не сакам да звучи напротив, не се генерично на било кој или на било што, него сакам да е од мене. И плюс ми беше драго што е од Петар, пошто Петар ми е многу драга особа, пред се и сме заедно веќе со години и мислам дека си ги заслужува и своите цекиња човекот и тоа е тоа. Заедно сме и сега заедно ќе бидеме и понатака. Така да тераме добро беше, ми прати full on beat pack човекот со не знаеш какви работи трајче. Као откачени работи имаше таму. Бабале беше таму веќе? Сите од овие беа таму веќе у битпекот и јас само ги селектирав и реков чекај. Знаеш, многу рандом, се будам еден вторник и се викам и чекај, може би треба концепт да направам за ова и не ми иде баш и станувам средата и го правам за 40 минути. And I know that that's it, као. Да. И знам кои ќе бидат добацките, знам што треба да иде, кај треба да иде, знам дека треба го поместиме ова лево или десно. All those things. Збориш за една песна или за целиот проект? Зборам за отприлика една песна ми се away се дешава така спонтано, а за целиот проект беше воопшто непланирано, него само се насобраа битови што ми се свиѓаат Петар, брат. И сакав да има различни варијанти на нив. И тоа е тоа. Мислам на крајот денот не знаме веќе навлеземе малци подлабоко што има, како има, што содржи. Има осцилации, има амплитуди од Афганистан до Бабале, до Слатанист, до Павлина, што е се 4 различни работи. Као тоа ми беше целта. За да не треба се држиме и да се ограничуваме, убаво да експериментираш за работите. Јас стојам на тоа и дека треба да се трудиме сите секојдневно да си бараме нови работи у звукот. И ги поддржувам сите кои што го прават тоа. Поготово младите сега што ги слушаме и што дружиме со нив. Тоа мислам дека е најаката страна на албумот, брат. Као не е само и диверзитет за да се покаже диверзитет, туку многу добро е покажано. Као во смисла дека на пример луѓето кои слушнат само за Петар ќе знаат трап битови. Слушаат други ствари од него. Јас кога слушнав други ствари од него се изненадив, си реков топ, посебно дека ме потсеќа на некој стар бит онака, на од Фанк Дубиес. Викам, вау, од кај дојде ова, брат? Одма онака како ме закачи скроз. Ги имам ден денес 100% некаде дома ми стојат сите видеа. Марса што ми ги има пуштено на Вибер како се снима и како ги рецитира првите текстови онака уште laid out само структурата и laid out текстот на почеток и ми усред текст овде ќе го доработам, овде добацка ќе фрлам. И на пример сваќам дека е многу природно, ама знаеш што е многу интересно, што е многу добро прикажано тоа на целиот проект. Например, ја за сега преска уствари са бајлето кога станав, имав прилика онака да го слушнам у целост. Као од Адоша, претходно ги знаев сите песни, за време на Pandemonium listening session што го направивме се слушаше, ама се враќаа песни онака. Одличен тек има целиот албум. Одличен тек има, као не знам како да го објаснам, многу е краток е, ама тоа не е лошо воопшто, туку таман ми е. Мене, не знам, последно и сега, например, што го добивме албумот од Хилсон, исто така кратки траки. Мега албум. Овде, например, не ми, таму ми пречеше, имаше некој трак. Овде ми се таман, брат, овде ми се комплетни, овде ми завршуваат кој што треба, се префрлаат во другата. Не знам како да го објаснам, многу едноставно, као изгледа дека е едноставно. До нас за тоа, пошто не го правев ова сам, секако го правиме многу луѓе заедно и у позадината на крајот денот може пишува Секси Марса таму, ама сите сме, не е само Секси Марса. И никогаш не било само Секси Марса, тоа треба се знае. И да не беше Дарко, пример, немаше да Марстурбирај, која што е една од траките на проектот, немаше да звучи така како што звучи. Немаше да биде редоследот на песни таков кој што е, пошто мислам дека баш тука го направивме. Тебе и го правевме овде у истава соба овде, така да не знам, така некако луѓе додаваат со својот фидбек и професионален и личен и од аспектот кај што поаѓаат и тоа ми помага многу. И ради тоа и ти ги праќам на тебе песните на крајот од денот, не ти ги праќам само
Да се насмееме или супер нешто се такво. она, Да. него ме интересира што имаш да ми кажеш за утре ден јас да видам подобар јас. Не знам. Апсолутно, и тоа е многу битно, брат. Тоа, мислам дека тоа, барем луѓе се надевам дека ќе извлечат од тоа дека фидбек е многу битна работа и втора многу битна работа е да немаш јесмен околу тебе, нешто ако не ти се свиѓа да кажеш дека не ти се свиѓа, ама да знаеш зошто не ти се свиѓа и само упати го кон тоа што ти мислиш дека е правиот. Не мора да значи дека е точно. Например, еве, Дарко што ти има кажано да мислам дека ова треба да направиш. Експериментираш, брат, пробуваш и ти, гледаш дека функционира. И искрено ако бидам втората верзија сега што е моменталната на мастурбирам ми се многу поише свиѓа него ли првата. Првата ја памтам уште, беше многу побавен битот. Знам како беше и као сега втората која ја слушнавме беше сосема нешто друго. Друга енергија на друг начин те вози, брат. Точно. И плюс дава, реално, таа е, мислам дека најклубска песна, барем на проектот. Нема, он го осети тоа кога actually кога седевме овде и кога имавме listening сесија да кажеме, што е здрава работа за Предобра. артист што сака да пребитно. прави било што, да. И поготово кога имаш можност да седнеш со прекрасни луѓе како вас двајца. Фидбекот мислам, Тројца на да двост. кажам. Многу thank you пошто you help shape this као не е само јас, не е само Петар, не е само Илија за дизајнот или Моника, него сите заедно даваме една контрибуција за целосната слика и визија за проектот. И така е и за повеќе артисти што се движат околу нас, не е само за мене. Брат, така треба да биде, така се работи секде у свети, така знаеме дека најголемите артисти се уствари луѓето кои ги имаат најдобриот тим околу себе. И Дефинитивно. и единствени најдобар совет што можеш да дадеш на помлади артисти е да се дружат со луѓе кои се дел од ова и кои им се другари, ама кои и можеби не им се толку блиски, да споделуваат музика, да слушаат идеи и баш тоа се дешава кај нас на Дискорд и многу сум среќен поради тоа дека се пуштаат неиздадени верзии, се коментираат, некои луѓе даваат идеи, некои даваат конструктивна критика, некои можеби не ни преслушуваат, али има и лайв сесии, а има и онака моменти кај што продуцентиве пуштаат некој демо, што мислите за ова, треба да го снима овој рапер, овој верс тука, како да го направиме, како да биде структурата на песната и слично. Иначе мене ми е многу мило дека го осети тоа, ја мислам дека секвенционирањето, односно текот на самиот проект е многу добар и мислам дека го извадивме максимумот и мислам дека онака баш има некоја смисла со оглед на тоа дека е краток и се знае што мора да е аутро, што каде мора да е, се знаеш онака како во средината беше само челенџот да се подредат песните и мислам дека има добро слушачко искуство на некој начин. Апсолутно. И тоа кој што велиш, сам начинот на кој што ќе ги наместиш сите песни, многу значи, брат. И имам многу добар почеток со Ити. Се префрло овде веќе влага во најакото. Не да држи. Мене тие првите 4-5 ми се онака врв. Па се влага со висока енергија и на висока нога онака. Да, и као тоа е многу добар, пошто знаејќи го Марси, знаејќи ги претходните ствари што ги има вадено, ептен као тука прекинав, овде продолжувам, ама еве ви и друго, ме разбираш, као ова е интрото, овде бев, ова е тоа. Идеме понатака и тука се дешава хаос, брат. Например, не знам, ја 5 пати ја спомнувам, ама бабале ми е многу луда работа, брат. Што е тоа што те возбудува таму? Битот, Бумбапчето, продукцијата, признај си ти. Све, брат. Нема врска, ја одхецум, брат. Како и да е, си го признавам тоа, окей. Ама, знаеш што е многу добро, брат? Пошто прв пат имаш артист од ваков калибар, кој што, ако го прашаш некого, што е, например, casual listener, брат, на македонска сцена, и, например, го знаеш ли Секси Марса, ги знаеме песните кои што би ги знаел од Секси, пошто Марса има де факто хитови, брат, низ години, бе. И че ја ти пуштам нешто од Секси Марса и му ја пушташ бабале, брат. Префрлаш во друга димензија, брат. Точно. Брат, никој не го очекува тоа, брат. Никој не го очекува и затоа е толку добро, затоа е толку функционира, брат. Затоа, например, ако и не си фан, ако си фан на Марса, или ако ја слушаш неговата, или ако го поштоеш пред секој човек и како артист, ја пушташ, не може да не ти се свија, брат. Тоа е толку поразлично било што друго што имаме добиено од артисти и што е, у смисла, од артистот, на пример, не знам, тоа е еквивалентно на некој што знаеме дека само рапува на трап битови, да иде скроз left field, брат. Па тој го прави или некој што рапува само на Тоа бум бап толку или го само на прави, нешто затоа друго. Да, Да тоа исто дојде- како да страйк дојде да во дојде на трапот. трап бит, брат.
Тоа е буквално. Зашо да не бе, брат? Ама зашо да не е? Ја мислам дека мега би било тоа луд. Ама никој не пробува да стигне до таму, брат. Никој не си ја дава таа шанса, брат, пошто се плашат дека и многу голем дел од луѓето предаеме рапот или трапот или тоа што и сме. да, дека ќе си заминат од тоа што за кое што барем тие луѓе кои што моментално ги слушаат и тоа ги слушаат цврсто и им идат на концерти и све и ги поддржуваат, ќе си отидат пошто направиле нешто што они мислат дека не треба. И таа поделба у македонската сцена е многу лоша и многу ми е мил тој чекот ти што го направи да извадиш такво нешто. Од друга страна ги врати Попер 69. Најлудата ствар, брат. Ја исто мислам. Не знам што ти кажам. Мислам Ја не знам ни како го направи тоа. Исто, брат. Lions Den, брат. Никој нема искочено од таму, брат. И се дешава ова, брат. Ја прв пат кога добив снипет како ќе звучи ова, не ми беше јасно, нема да ги издаваме момците кои си што се. Нивните идентитети остануваат прикриени. Се разбира за секогаш. За секогаш. Но 6 и 9, тоа се нивните идентитети. апсолутно. Йинг и јенг. Јенг, така е. Секогаш. Ама Еден без друг не можат, ама еден со друг се опасни. исто не можат. По 5, 6, 9. Ама каква енергија носат на сето тоа, брат? Као ги нема доста време од нигде никаде и само Марса ми каже сакам поперсно ова да биде. Ако гледам викам тоа е гениално, брат, ова ќе биде феноменално. Да, брат, има Ако ги визија. натераш ова да биде, брат. Има визија Ако успееш за да ги вратиш, брат, да ги кренеш од таму кај што се моментално, врв, брат. И се деси. Што се Некако. Кажи нешто поише за Брат, некако Бумер. комплементарно си дојде Бумер, пошто сега да не откриваме Попер 69 кој се што се и како се, ама Нема да збориме за да кажеме дека бумерски се понашаат малце у последниве години. Ги нема, не владат Реално. ствари, она со качкети по улица се шетаат, не знам како ви кажам, не својствено, не може Сакраменто да ја пееш и качкет да носиш после дека да рапуваш за пирамидите. Не поштувам, нема. Shots fucking fired. И морав да ги бумер темата, онака ми дојде бумер темата и викам чекај малце кој е најголем бумер што го знам. Мега. Попер 69 моите браќа. И кој друг брат да ги вратил искрено живот? Нема. Па да, брат. Нема кој друг да го направи тоа момент. Не дека сакам да звучи претенциозно или било што, не, него воопшто не звучи. едноставно не го прават они тоа моментов и требаше да се молиме. И беа пијани дамла и ги будев од кревет со кафиња, со све, со микрофон дома носење кај нив. Ајде, мора да го правиме ова. И бидна на крајот од денот. Брат, прејако е, онака исто како што скокнува бабале поради бумбап звукот и поради начинот на кој Марс рецитира и се онака целата тематика и начинот на кој што испрезентира на истата, исто така отскокнува и Бумер, исто поради тематиката, Јас се извинувам. исто поради тематиката, но и поради тоа што Попер си влагаат и си го прават своето, брат. Брат, Ми фалеше да ги слушам тие рапери на дефинитивно. повторно, брат, во нешто Дефинитивно. во друго издание. Не се ни рапери, бе, брат. Прејаки рапери се. Ама не се рапери, ама се најдобрите рапери, ме разбираш, како најсмешните, брат. Посебно тој третиот ми е омилен рапер. Мислам дека е омилен македонски MC последниве 10 години. Брат. Хаос, брат. Тој бедалата на Врчак внукот. Од комерцијалната банкичка. Деветката. Не можеш, брат, не можеш. Ало, биле? Брат, не можеш тоа да го кажеш на песна, брат, не можеш. Можеш, Ама брат. колку е јако, брат. Можеш, ме разбираш, можеш, еве можеш. Замисли, влагам у собата, ступи не човекот, не може да го тресниме 2 сата и станува и другиот ми вика, ајде, рецитирај му го сега тоа што ми го правиш, че ало, биле? Хаос. Ја можам да замислам. Не знам, ама Crazy. знаеш што? Па види сега, да тргнеме од таму. Секоја песна си има, без разлика дали е мал или голем, има вау фактор, брат. И тоа е многу добро, брат. Слатанист пушташ, брат, и се губиш, не знаеш што следува, брат. Мене Марса тоа кога ми го кажа дека сака да го прави. За луѓе што немаат слушнато, пуштете ја Слатанист да видите за што зборам и плюс скитот што е заедно со Слатанист. Црковни Работи, као ми го рецитира на Вибер и вака го гледам, викам, брат, некни бев на Крштевка и ова се дешаваше, викам, пречудно ми беше, ме разбираш, и као го слушам у песна на Дарко, му беше прекарат. Да им дадеме на Дарко луѓето. дури беше против тоа, онака имаше неубави коментари за тоа, брат, што е ова, да ти имам, као, зашто? Ама,
пак е вау, без разлика дали има шок value или како сакаш кажи го што и да има нешто што го прави да биде покарактеристично и секоја песна си го има тоа. И тоа е многу добро. Има причина, има позадина. Афганистан исто, брат. Не знам, мене Афганистан многу ме потсеќа на некоја на енергијата. Чекај, морам да зборам прво за слатанистите за скитот, брат. Ајде. Сум го кажал на Марса, ти го знаеш тоа, го кажав и на Дискорд. Мен искрено ми е too much. Значи јас сакам неортодоксни работи, ама не до толку. Значи, Сакам неортодоксни работи, ама не ќе. Значи ова е многу ортодоксно и неортодоксно во исто време, брат. Значи Реално. некако не ми е тоа. Посебно скитот. Слатанистка од рака ми се свига, има енергија. Нако е тука да даеме big up до него. Шаурот Тоа е Нако. онака, тоа е онака трап бенгер, брат. Тоа ми е онака баш нешто, баш трап бенгер што може да се пушта и да се настапува и на фестивали, да се пушта на големи стејџови во клубови, има таа енергија. Плюс Free YSL Gang, Free Slat, тоа е тоа, овој момент некако дојде и у прави момент онака некако. Да, иако е многу Постара, али ова е како и да. некој омаши до нив. Држете се, се Така надеваме е. дека ќе биде се окей, иако не изгледа баш така. Друсвен вакво, сакав само да накратко шаурот Нако. Нако е еден од најдобрите ликови energy wise што сум ги запознал за деливери на трака на све новона, значи Нако има тремендас потенцијал кој што едва и чекам да се отклучи кутијата и да го видите сите, цел светот. Пандорина кутија. Да, буквално е Пандорина кутија, пошто кучето е лудо, брат, и е многу добро, многу е талентиран и за битови, и за продукција, и за све. Шаурот Нако, пишете му, значи и денеска и Монодив и на Инстаграм исто, пишете му да го мотивираме да сними и да извади проект, пошто ќе ни извади од патики. Човекот е стварно зрел. Зрел. Он е единствениот фичер, освен Жак. Така? Жаки Поперс, да. Да, Жаки Поперс, нормално. И Нако. И тие сме што сме намерно, пошто сакам да има шаутаут за луѓето кои што вообичаено, да кажеме, не би гостувале кај мене или би гостувале кај мене на проект, ама не е проект со праската, пример, или не е проект со вакво, него сакам да биде вон тоа, да биде мое лично, плюс со примерси од други луѓе кои што сметам дека се квалитетни. Дека нема со праската да има работи и све, него чисто Во моментите кога го правиш шоу и сега кога дое време за вадење, се осеќаш дека ова се луѓето со кои што треба да имаш соработки и тоа е тоа. И да ти кажам искрено, за Воку долг слеш краток проект, гостувањето се таман. Вада скита се таман, Да. гостувањето се таман. Нема Онака. нешто што е out of place. Дека и Жак и накои имаат кратки версови на краевите на песните, не се осеќа дека да речеме му ја превзимаат целата трака на Марс или слично, него они се само како мал зачин кон крајот. А траката со Попер 69 само ја прикажува хемијата што А пак се овие мега артисти- исто време. Да. Секако. Убер тера версови. И плюс Попер 69 што добро да не Попер 69 едноставно. Не, мене ме подсеќаат и ти и Слатанис ме подсеќаат и по структурата и по звукот и по тоа што имаат гостување кон крајот, ме подсеќаат една на друга. Тие се како да речеме по класични трап бенгери и добро е што ги има. И од една страна добро е што ги има бидејќи тоа е звукот по кој што Марса можеби е познат, но од друга страна и овие моменти што ги кажете што се out of the box се уште подобро што ги има бидејќи тоа дава друга димензија на самиот проект и Тоа дава отвара друга други страна. луѓе да го уште толку да го да Ама бидат заинтересирани за другата музика за Марс, ме тоа е разбираш? од страна на фановите, од страна на Марс е да си каже, да си го направи тоа што си го сака, дека не слуша само трап и не сака само трап музика, не сака да рапува само на трап битови. Апсолутно. А проект е правото место да се направи тоа. Ако идеш песна по песна, сингл по сингл, немаш толку просто да го направиш тоа. Искача бабали и ти викам мајсторе што е Што ова? направи? Да, откај се ова? Така. Така е ова, да. Колкаш многу правиш ово на било што. Тоа е многу Што и не битно. треба да е случајот секогаш, не треба да се суди. Ама така е за се, брат, така е за онака и за се во животот, ако носиш ти само црни мајци 2 години и одеднаш доеш нешто шарено, чекаш што е ова, така. I somehow feel offended. Се немам појавено. Па за тоа кога се појавиш нешто друго да почнам брат што е ова. Ја спомна Афганистан кон крајот на проектот. Но тоа Да ми е влеземе за неја, само уште еден фан факт сакам да им дадам на луѓето.
И еден шаут до Мето Попот. Шараут огромен. Мето царе од Тавталиџе. Фала ти што ми ја поземи песмарката за да може да ја снимам всушност црковни работи, што е молитвата што се рецитира кога се крштева дете со цел да се избави од лукавиот и сатаната да него понатаму во животот, нели, да не му шепти на рамото како што ни шепти на сите. Нормално. Така. Пошто ја никад не сум Брат, бил. не, тоа е многу јако. Исто ја не сум крстен. Ни јас така да, ова е кауч и Слатанис. харам кауч. Харам бойс. Не, Тафта има многу јаки ликови, брат, и тоа што Марса онака е прав репрезент на Тафта е многу јако дека во исто време седи со Мето Попот, во исто време седи со многу други ликови. Секојдневно се гледа и движи и дружи со ликови од Тафта. А Тафта, како и секоја друга населба во Скопје и низ Македонија, има многу интересни, многу различни ликови, многу уникатни секој за себе. Мислам дека и до таму некоја инспирација има и за Тафтанистан, бидејќи на некој начин ги дава као и добрите и лошите страни на населбата која имаме и двајцата израснато и реално можам да се поистоветам со голем дел од нив. Брат, ја од Радовиш сум, како да ви објаснам, Тафта ја цела ја знам само заради вас двајца. Буквално. Од Радовиш сум, ме разбираш, живеам на 130 километри од овде. Као до тој степен, а плюс Тафтанистан ми има некој таков оркестрал рап момент со трубите, многу ми се Ги свиѓа. уважаваме тие инструментали ги Мене тоа ми уважаваме. е врв. Да. Од друга страна е буквално онака ода за Тафта, што мислам дека колку и да е клише во еден хип-хоп проект мора да има една песна или верс што и да е каде што се репа својот худ, брат. Точно. Како беше на хип-хоп документари си на Voice of Funkmeister Flex, прво треба да освоиш населбата, па треба да го освоиш градот, па државата, па после тоа светот. Значи Нормално. почињаш секогаш вака. Локално мора да се почне Мора. секојаш. И тоа е многу битно, брат. Марс има останато Тоа е во органски, своите брат. roots, брат. Затоа ти велам, јас знам се чувствувам дека ја знам цела Тафта и луѓе кои што се околу Марса, само заради тоа дека се знам со Марса, брат. Сакам ти да ми кажеш пуша за тракава, ја осеќам по насловот, осеќам дека си сакал прво малце и по рефренот можеби, осеќам дека си сакал прво да кажеш да збориш поише лоши ствари за тоа што се дешава околу тебе или можеби се дешавале во моментот кога си почнал да го пишуваш. А после кон крајот се врти кон убавите моменти. Дали тоа беше стварно случајот или така испадна самата песна? Брат, самото испадна мислам така, ама да, генерално прво тргнав од, пошто првиот филинг ми беше као, што се случува, ова беше, значи, текстот го напишав пред некое време и не ми се свиеше како стојат работите надвор, дека не си викаме добар ден едни со други како комши. Пред се што е многу битно за мене, што било од секогаш битно во Тавталиџе, кај што луѓето да кажам си живееле заеднички и вака. Сега не се знаеме кој со кој утре да му се запали на комшијата куќата, Не дај нема Боже, кој да. не дај Боже, нема кој да дојде да изгаси или да помогне. Од тој аспект појдов прво, ама после тоа не можеш едноставно од тука сум, колку и да е, што и да е, наше е, брат, као Да. Тавталиџе нема подобро место на светот. Колку и да е најлошото место на светот или било какво место на светот, нема подобро место на светот, пошто е нашето мало место. Не, ми се свиѓа тој превод од лошите страни, Тафтанистан за на крај да заврши позитивно и онака, баш онака некако го Сам има full circle момент го беле образот на населбата за која претходно збори лошо и така е на крајот на денот, брат. Во одреден момент едно сабајле се будиш, гледаш како се градат згради, како се узурпуваат паркови, како има ѓубре на улиците, како луѓето не си викаат здраво помеѓу себе. И се осеќаш лошо следниот ден излагаш или истата вечер излагаш у градинка или било кај студентски. Лижеме сладолед од И Палма, се галиме смееш, кучи. да, и онака и Тоа е си викаш абе не е лошо, брат, добре. Не е лошо. Се дешаваат лоши ствари, Да, ама окей, да рече. Тоа брат, го имам тоа го имам зборено, брат. Буквално ден денес кога и да се вратам у Радовиш, секад ја чувствувам, овде живеам преку ова е 14-та година како живеам у Скопје. Кога ќе се вратам у Радовиш, ја немам таа слобода кој што имам таму, брат. Сосема друга енергија, тоа поинаку и можам така на тој начин да се поистоветам зошто на пример и тоа е толку важно и за тебе, посебно за Марс кој што има напишано оваа песна. Така да затоа ти велам од поглед на структура и све тоа што содржи внатре, меме е комплетен проект, брат. Имаш трапбенгер, дефинитивно. имаш хит, имаш спот извадено себе, ролаутот беше перфектен. Да збориме и за тоа, брат. Чекај да ги Имаше- поминам сите песни, брат. Имаше пропер ролаут, брат.
ќе збориме за ролодот и сега ме збориме за целиот процес на работење на овој проект, али мора да ги завршиме песните, само да ги Мако трпен. Со еден Дефинитивно. збор, отворам трпен. Ама ради тоа и мислам дека нема толку проекти поготово на нашиот пазар, пошто процесот е исцрпувачки, брат, као не се спие некој. Ајде, ја начнавте оваа тема, мора да ја збориме. Ова ми беше Извинете го застранив нешто. Нема Ќе се врска. вратиме на проектот на песните. Ова ми беше едно од клучните прашања кои сега ти ги поставам во поглед на самиот процес на креирање на проектов, бидејќи ајде малку да свртиме таа лоша страна проектов, полого време седеше во фиока. Боли даре. Сакам да те прашам, мора да кажеш и таа страна како прво да си го, мислам дека и луѓето заслужуваат да го чујат, Така е, затоа сме така е. тука. Така е. А како второ можеби да даеш и некоја полука и некои совети за помладите што треба да се нафатат да го прават својот проект, бидејќи самиот процес е многу тежок. Сакам да те прашам од кога е проектов направен, кој беше процесот, зашто стоеше, зашто имаше застој, како сега стигна да се одврти тоа и слично. Кажи нешто поише од самиот старт на Важи, и важи. кога беше тоа, биди искрен. Брат, проектот е од подамна. Пример Павлина е од 2019 уште проект што го имав спремено и наумено. Прво битот беше од еден продуцент иницијално, меѓутоа подоцна требаше го преправиме со Петар. И со Петар успеавме да го преправиме. Тоа е само за Павлина, значи сега ќе ти навлезам у аналите за колку боли Павлина само. Ајде, а не другите ствари. Сакам, ајде. Да, таму имаше премногу процес. Колку факинг боли Павлина. 46 пати ја имам снимано песната, за да ги добијам вокалите кои што сакавме да звучат на крај. Минимум 46 Добро. пати. Прв пат ја снимив кај Кцо дома, кај мојот пријател, односно прв пат у Плакари ја снимив со овој Rest in Peace продуцентот и после тоа ја снимивме кај Кцо дома со Петар, кај што го преправивме битот и беше добар. Ја имав од летото замислено и бевме заедно на одмор со Гоце, со Ева, тогаш своевремено се снимавме, се смеевме за Павлина и ќе биде. 2019 ти кажувам. 2019 летото устори после Марсупилами најверојатно. После Марсупилами, да. И си влагам јас увакото, ајде ќе ја направиме, ќе организираме и се нешто не штима, се нешто не е окей, се нешто не беше добро и како што се пролонгираше, така повеќе ми значеше песната мене. И ми требаше и давав самиот значење дека треба да биде добро спроведена. И на крајот од денот се склопивме long story short со Илија, со Моника, после долго време и ствари се, успеавме да се организираме за студио и за сите процеси и го снимивме спотот, го монтирија, го извадивме пошто некев да ја обесчестам пред се. Ми беше драга песната пошто е од 2019 плюс сторињата со пешкирите плюс све. Предолго траеше тоа. Има брат. големо значење. Was long. Плюс мене ми е драга многу, као лично ми е драга. Мојот кенди шоп е тоа, као мојата... Фер. Добро. Фер. Као не, окей, сваќам од кај доаѓаш, брат. Мила ми е песната едноставно. Некев да биде стаена со спотот снимано од Алкател у Грчка Сега на... на 50 му е Мила Кендишоп, кој те беше те Павлина. Сигурен сум. Може и Оливија да му е мила, кој мене што ми е мила. Реално Оливија. Бумерски муавет. Да. Добро, тоа е за Крикец, никој не знае која е Оливија. Да. Кој ќе Google пише it. кој е Оливија, ќе А му Оливија, поклониме Оливија се 10 наоѓа на жар. Кендишоп кон крајот, мислам дека. Да. Има како нешто како фичер. Тоа е за Павлина, за целиот проект. Тоа е за Павлина. За другите ствари исто датира тука горе-доле. Значи пред короната или за време на короната? За дел се за време на короната, секако направени, дел има од предходно нешто, ама go with the flow беше. Имаше многу измени на стварите и на измени во битовите, измени во продукција во такви Кои беа работи. пречките? Зашто се прават тие измени? Ти се предомислуваше, не можевте да ја добиете визијата кој имавте замислено или како беше? Брат, едноставно сакав да биде најдоброто што може од тоа што го имав замислено, најблиску, не најдоброто што може, него најблиску до тоа што го имав како замисла за како треба да изгледа. Добро. И му требаше време за тоа да се деси, плюс не сакав да биде уште еден љушпарски проект каде што јас ќе дојдам и ќе се сликаме надвор овде пред Коменски, пошто Коменски нели сегде го имаме онодено, и ќе го ставам, ќе го објавам на YouTube само со каверче, него ми беше поентата да биде да се осеќа дека е целосен проект пред се, мислам се надевам дека се осеќа дека е така, пошто тоа беше целта. И сакав да сите песни со Петар седевме по 100 пати имавме back and forth, мислам.
Добра, тргни ги дали до бацките овде, скрати го ова овде не чини, аранжманот овде го смениме. Или Петар ќе ми каже, јас мислам вака треба да направиме, вака е подобро или било што. Тоа се тие креативни процеси кај што на крајот од денот почига на еден начин, завршува можеби на трет самиот проект од песната или самиот концепт те води, ама патувањето е убаво и откриваш ствари по пат. па добро, убаво, додека трае релативно кратко и додека е во рамките на вакво. Ова се го влече малце повеќе и затоа и верувам дека си многу среќен што конечно го извади Конечно. од себе. А мој, што ме праша што би бил мој совет за да се избегнат овие работи, Кои беа твоите најголеми пречки, брат? Што ти беше проблемот? Сигурно не биле до бацките на некоја песна проблем зашто се одлого влече толку многу. не брат, се е ствар до прво до комуникација со луѓето кои што сме инволвирани, второ е до времето кое што ни е на располагање, сите ние кои што сме инволвирани во вакви работи, повеќето од нас имаат и други сајд работи кои што ги работат и многу е тешко да се искоординираш да дојдете со попре 69 да снимате, ме разбираш, или да дојдете да го правиме каверот сега денеска со Илија и со Моника или да седнеме со Петар, пошто секој си има свој распоред, свој живот и многу лесно може да се сајд трекнеш и тоа да произлезе и да си помине. Мојот совет е конзистентност. Ако влезеш у бубањот еднаш, не излагај за жива глава. Додека не се заврши. Дури не си завршил. Влези у бубањот и направи го и дури некогаш не биди она не second, него third guessing yourself, него направи го иницијално како што си мислел или со мали вакви, пошто тоа е автентичната енергија и треба да биде out there. Брат, тоа е тоа што го збориме. Посебно во денешното време кога што е многу лесно да се дропне музиката, брат. Најчесто и е така веќе, така треба да биде, брат. Така се случува во светот, брат. Значи ако ти се свиѓа ова, го правиме ова, 7 песни ги правиме ова на месец два, максимум back and forth за тоа време се слига кавер, се снима можеби некој спот било каков. Нека иде на SoundCloud, нека иде на Spotify, денешното време нека иде на YouTube, као 5 минути работа да се закачи на YouTube. Подобро е да биде аут. Па ако треба после, знаеме што прави Kanye, знаеме што прават други артисти, можеш да го доработиш ако толку сакаш. Ама ако го извадиш тоа од тебе, мислам дека и повеќе ќе се инспирираш да правиш други работи, бидејќи тоа репрезентира одредена фаза од твојот живот и одреден момент кога си се осеќал ти што си ми размислувал во тој момент. Кога ќе помине толку време, можеби со дел од лириките тука не се ни поистоветуваш веќе и тоа е нормално. Тоа повеќе тој е екскюз повеќе на времето порано, повеќе вредеше на некој начин, повеќе можеше да помине, дека потешки беа условите за правење и вадење музика. Репрезентира дел од тебе во одредено време на овој свет. И затоа е најдобро да се извади во тој период. Тогаш кога е. Да. Што тогаш го више кога проаѓа процесот, рачунете ако е година дена процес на спремање песна со спот, со монтажа, со се, веќе ти одмилено тебе на вториот тейк, а не па на 12-тиот месец од тоа. Ама не само тоа, рачунај кога си созрел во рокот една година како човек, брат. Ние од почетокот на оваа сезона до сега колку и муабети си имаме направено, колку сериозно го... Да, апсолутно. Колку ти се отвориле Дискорд, си почнал, си ги сменил дизајните, си направил ова, си направил она, онака скроз друг човек си од ноември до мај до јуни си као за неколку месеци, 7-8 месеци си онака скроз друг човек и така и треба да биде, треба да имаш грот као човек и треба да растеш и за тоа и музиката што се прави најдобро да се вади одма за да репрезентира тоа што си во моментот и како се осеќаш во моментот, бидејќи на крајот на денот и хип-хопот и општо музиката мислам дека тоа е есенцијата на самата музика. Па да, брат. Као посебно хип-хоп музика е многу приврзана со време. Тоа ептен е time sensitive дефинитивно и затоа велам на пример не би рекол дека Марс каснеше со проектов, ама не знам, мене управ момент. Почна е лето, настапи почнуваат едно друго. Мене ми е таман. Гледај, секој момент што Мене ми е тука, брат. Чим се вади, тамане, добро е да се извади. Као ме сваќаш, стига до моментот да се извади, ауте, проверете го. Битно е надвор. Секој момент ќе беше добар. Мислам дека Марса више немаше ни нетрпение него онака. Сака гледаше само да се извади, така. Да, знаеш да колку други ствари има во фиоката што едва чекам да излезат ради тоа што не можев да ги извадам пошто ме кочеше процесот за ова. Можев да ги извадам и да го бајпаснам процесот, ама тоа значеше дека нема да имам проект. А подраго ми беше да имам проект за кој што сум фокусиран и
и концизно сум се посветил и све, и излегол, и сега искочат и другите работи. Сега само со повеќе елан ќе работам на новите ствари, на тие што се посвежи ствари што треба да излагаат. Дефинитивно. И тоа е тоа. Добро. Ви реков, нема стоп, влагаме бубањот. И како ги надминати тие пречки што ги имаш? Со работа, со фокус, со замарање луѓе, со пишување, со сам со себе, со нервирање, дали некои работи ги превзема во своји раце, дали онака. Мислам нека Како ги реши сите проблеми овие година-две? брат, не мислам дека сум ги решил сите проблеми или дека имам одговор на сите прашања. Конкретно со овој проект. Ама конкретно со овој проект добив мотивација многу од луѓето околу мене и многу луѓе што ги запознав по пат споделија со мене многу приказни кои што ме инспирира и ме наведоа на тоа и ствари кои што се случува околу нас ме мотивираа за да ми го вратија еланот и желбата и духот за проектот. Ме сеќаш као Што беше, кој беа некои од овие причини? Кога се деси ова? абе се случува along the way као што седиш и со луѓето си правиш муве. Во еден момент едно сабеле се Да, будиш да. си викаш морава да го направиме. Се будам и сум инспириран од, не знам, од Young Daddy, еден ден се будам и сум инспириран од Тони Зен, еден ден сум инспириран од Двабона, еден ден ме сакаш, као сите различни приказни ми даваат екстра мотив плюс фактор што сум благословен доволно да можам со сите овие луѓе да си направам ваков људски муабет кој што си правиме ние на каучот. Фер. И да ми дадат свој фидбек или било што за животот, ми врати волја за музиката, не знам како да ви кажам. Имам други гол сега, други сетни. Претходно се осеќам ако може да се класифицирам до сега, да, Марса окей, да, супер, Марсопила ми флоу скапата, супер, ја знаеме, окей. Љушпар, до тој момент Љушпар, од сега натаму посветен. Мислам, не само за мене, него и за луѓето околу мене, не зборам за леле сега ќе биде најдобрата музика или дека е боле од Марсопила ми флоу, него мојот dedication е на друго место за разлика од претходно што бил. Брат, на крај на денот и тоа е најбитно. Енергијата е друго, па да бе брат. Учиш брат, тоа е процес, тоа е работа брат. Од проект у проект си боле и боле и кога ќе кажам проект, мислам дека и дури од трака у трака само со самиот процес на снимање, сето е тоа искуство брат. Брат, ништо, јас само тоа ги кажам дека мора додека луѓето не извадат проект, не знаат со што се соочуваат. Дефинитивно. Само ќе дам пример, брат, ние додека не почневме да правиме подкаст, не знаевме што со прво радио емисија, не знаевме со што се соочуваме. Кога почневме да правиме подкаст, го сменивме форматот. Почневме да снимаме видео со сите пречки along the way. Никад брат не работев со видео, кога видов колкави се феловите, како ќе ги пребацам. Ми треба поише место на компјутерот, ми треба време за експорт, ми треба време да се закачи. Па светлото е лошо, па не знаеме да ракуваме камера, па немаме човек што седи позади камерата, па еднаш ќе биде пресветло, еднаш ќе биде накриво наместена, еднаш ќе мрднеме. И не дека се не се случува се тоа, ама секој следен пат, еве се научив што е ISO, се научив што е нешто друго, ме свегаш, ни снема еднаш батерија. Милион ствари се дешаваат и учиш. Да. И процесот е најбитен. Степ бај степ. Да, ама само да кажам онака дека не почнеш дека имав ја идеја за радио шоу и за подкаст 2-3 години ми стоеше у глава. Додека не знаевме да го правиме тоа или за Инстаграм страната на почеток. Додека не знаевме да го правиме тоа, не знаев колку зори захтевно и затоа еднаш ја прекинавме. Втора ја прекинавме. Па да. Тестиравме радио шоу, тестиравме на различни платформи, па проблеми со копирајтс, па онака милион ствари, додека не ги направиш стварите не можеш да знаеш, бидејќи донеси огнот не се важи. Да бе брат, донеси огнот не се важи. Дека многу лесно да зборат луѓе, абе што 7 песни ги направил ги ставил на YouTube. Не брат, ти да чуне една песна кога е тешко да ја направиш од почеток до крај, само да ја направиш. Концептот направи го прво. А после тоа после тоа после тоа имаш 7 песни, 8 песни, што ќе правиме сега? Што правиме сега? За која песна ќе снимаме спот? Како ќе изгледа каверот? Има премногу логистика по изгледа секвенционирањето на песните, дали има. Што ќе се случува? Јеп. Како ќе биде ролаутот? Сега да збориме за ролаутот. Значи, онака како ќе биде промоцијата пред вадењето, после вадењето на проектот. Значи има милион ствари. Како ќе се закачи на YouTube, на Spotify, DistroKid, па дали може DistroKid да ги направи во одреден ден да се пушта, дали тоа кошта поише, како ќе се плати. Yes, sir. Дали копирец, дали може би има некој семпл на песната што може би е заштитен од некој друг така продуцент или артист. Знаеме и таков случај на македонската сцена што се деси со избит два артисти па имаше некои проблеми. Значи онака милион ствари додека не ги направиш стварите не можеш да знаеш. И за тоа на страна што мене ми се свига проектот и на страна што Марса ни е другар, сакам да му честитам што помина низ процесот и што конечно е албумот аут, бидејќи стварно е онака.
И да не е толку добар, пак ќе му честитам бидејќи го знаеме Феноменален. колку е тешко, брат. Феноменален. Знаме колку е тешко, Еден затоа- кавер да одбереш боли што се вика или било што една слика, да се договориме кој е од двеве и тоа ако ја имаме сликата, Да, а точно. не па Точно. што ќе биде од старот или како ќе го правиме ова. Значи милион ствари има, да не збориме за после како треба да се носи со самиот проект, откако ќе биде изваден. Вадењето на проектот е само почеток на вториот Еден живот дел. на проектот, бидејќи додека е внатре се занимаваш со тие behind the scenes работи, кога ќе биде надвор треба да се занимаваш со тие out there работи, исто како со многу други работи у животот, што те и било други бранши кои имаат ваква Што ствар. беше одлично кога дискутиравме прошли пат и ти кога ми спомена кога се видовме последно ми рече дека покрај дигиталното присуство, дека физичко присуство is a must, ради тоа што додава на и апсолутно се согласувам и управо си комплетно. Било што да е од физичко присуство, додава на не мора да е на да не го гледаат луѓето од аспект на леле ова views ке ти донесе или ова ќе Воопшто. она. Додава Не, брат. на тежина на самиот концепт или на тоа што го имаш ти како визија или идеја за твојот проект. И со самото тоа што има екстра тежина, самото ќе си најде катче на некого што ќе му се допадне. Точно, и многу ме мило дека го закачи. Да. Allegedly некој го закачил. Allegedly, вака allegedly нека искача. Си има закачано, да. Некои големи фанови на Марс имаат закачана промоција Да. за неговиот нов проект. Само што излезе проектот, одма не знам како успеа, брат, толку брзо да не го знам, ал нека направат тоа, да се качат Брзи таму прсти, горе, брзи прсти. да го испринтаат, брат, тоа е зебана работа, али на тие што- раскрсницата помеѓу Лондонска и Гологанов, кај Гоце Делчев може Иво да Рибер Лола, те мола. Да, Иво Рибер Лола. ние сме кај Олимпико, кај Нено, кај што беше Ја порано одрадуваш се. Дени 2003, кај Гоца студентскиот, кај студент Јако Бернабе, Студент Јаго Бернабе, најдобар. кај што си имаат изиграно милион епски мечеви помеѓу студентите, помеѓу малските, помеѓу тафта 1 versus Не ни тафта знае 2. за У Гајба пиво. Престижна награда од Гајба Брат, пиво. таму му имам дајано гол на Миканот. Значи беше утакмицата беше брат 0-0 цела утакмица на тоа циментото. Ние се менјавме на гол со фрлање на цименто со се 0-0 цела утакмица. Ја брат од гол му ја рогнав по грешка на Миканот што бранеше на Ичика ја и му ја дав брат 1-0 заврши, ја дав од гол на гол. Гол. Туча. Хаос брат. Епа, Мега. тоа е. Не, физичкото присуство е многу битно и мило ми е дека го има тоа и мислам дека во денешно време кога се е дигитално, физичкото има дури многу поише значење, иако пак музиката се слуша на стриминг сервисите и на YouTube. Ма физичкото не мора да е нужно CD или точно. нешто такво, може да Да. е било што друго што е поиновативно, пошто некои од методите изумреа низ годиниве. 2022 сме, нема поента да му давам флопи на некој. Точно. Или CD. Па и CD брат. Нема исто. кај да го пуштат Точно, секако. брат, точно. А други работи, иновативни работи се ценат и мислам дека им остануваат на луѓето. Еј, ова беше различно. Еј, ова имаше нешто Точно. Кажи ми тебе што ти се свиеше во ролаутот пред и сега откако е албумот аут. Само ќе се надоврзам на муабетот преска што го збореше. Доколку си артист и си ги поставиш сите тие прашања ти што ги кажа, тоа ще спремаш за проект, брат. Као без тие прашања не можеш да работиш кон ништо друго освен песна. Ме разбираш, а 16-ка може да напише било кој, као дај му месец дена, мене ми требаат поише, ама ќе стигнеме до таму. Ама како и да е, ме разбираш, као ќе напишеш нешто. Така е, така е. Ако почнеш да размислуваш на стварите кои што ги збореше Дарко, ако си ги поставуваш тие прашања и ако размислуваш кон тоа, тоа што ти веќе стремиш кон нешто друго. Тоа што размислуваш ти кон проект и тоа се вистинските прашања што треба да си ги сам да си ги поставиш, после да ги поставиш ко цели и да најдеш план како да идеш кон тоа. Тоа е многу тешко, брат. Тоа е многу затоа го поштувам Марса за тоа што е настрана, брат. Ја имам Треба љубов или за да човекот имаш секој да ден. имаш тим, мислам што се вика онаков професионален тим. Ама никој го нема тоа у Македонија, брат. Овде е све self-made, или брат. да имаш Овде е све онака делумно do it yourself. Вигор, брат. лидерски способности, што се вика и do it yourself mentality и да го правите заедно вие другарите и да го правите од душа, од срце. И Еве тоа е сме тоа. ние другарите. Тоа е Мислам дека тоа. Тоа е вистинскиот пристап брат и ние како Нема друг, брат. и као луѓе и као друштво поголемо и сите соработници кои до сега со кои сме работеле сите го имаат тој do it yourself менталитет и тоа мислам дека и ни го дава тој
нема да кажам underground бидејќи не сме underground, ама тој онака баш по наводници вистински пристап бидејќи знаеме дека сме Хаце? направиле сами и знаеме дека сме вистински, онака не може никој да го негира тоа. Да каже ова не е вистинско, кога знаеме дека е вистинско. брат. Безгрешни, но сме Но истински. сме истински. Се слагам со Дарко. Знаеш што? За ролаутот. Да збориме за ролаутот, брат. Тоа што го спомна Марса, на пример, ако одзимаше тоа што на пример се одовлекуваше албумот, додаваше кон луѓето да бидат се поише и поише заинтересирани, на пример конкретно и за Павлина, брат. Не знам колку многу сториња имам видено со луѓе со пешкир на глава, брат. Посебно во последниве 2 недели, ме разбираш? Тоа беше барем у тој мал круг луѓе што ги знаеме ние, луѓе што се дружиме, што имаме зборено, што има чуено претходно Павлина. Не памтам кој немаше представено слика таква, брат. Као тоа беше стана онака и тоа додава на еден начин пак рола, брат. Точно. Ти тизаш нешто, брат, што кое што го имаш и че го чекаш правиот момент да го извадиш, ме разбираш? Доаѓа моментот кога треба се работи на сето тоа, не ги чекаш работите една по една да се десат, туку ги имаш унапред направено. Тоа те прави многу постспремен, го имаш целиот проект и викаш чекај се, прво го вадам, искача Павлина, се спрема спотот, искача Павлина. Павлина има веќе не знам 10.000 views, топ. Одлично примена недела дена. После една недела дена искача целиот проект. Поише од доволно, брат. Пропер ролаут, брат. Плюс allegedly некој што го има овде наместено. Некој. Флаерот. Некој. Некој. Але не знаеме кој е. Така да, Некој што има 96-7 кила и се качуваше вчера со стеги да го мести горе. Allegedly. Allegedly. така не може да насудат, allegedly. Allegedly. Да. Така си е, така си. Така да, цел тој пат, се тоа што се, колку и мали небитни работи да се, кај некој има нешто побудено, кај него има покажано интерес, кај него има онака разиграно нешто колку да се заинтересира да се закачи за ова. И затоа мислам дека и тоа зборевме, надвор зборевме со Марса уште пред да почнеме. На пример, он е зачуден како мастурбира има највише views моментално, брат. Не очекувал на пример да има такво нешто, ме разбираш? Тоа може да е моментот, името на песната, тоа може да биде звукот кој што никој не го очекува. Било што. Тоа е впечаток од првите неколку часа од водењето на албумот дека мастурбира има најмногу views. Па да, не дека вјузот нешто се Добро, индикација за ама тоа. тоа ме делува, коментари. Не, као буквално апсолутно нема коментари, нема нешто посебна атракција за песната или она, не дека не им се допаѓа на луѓе, некој ми пиша дека им се сига, ама едноставно it's out there. И си Добро. си тера. Као не. Па и тоа си има сама Што е лед, тоа? брат. Што е тоа што те инспирираше да ја направиш Мастурбира и која ти е поентата со тоа? Бидејќи мислам дека на прво слушање некој не може да го свати целиот концепт на песната и поентата и ќе кажам вистинската порака на самата песна. реално. Така. Објасни ни нешто повеќе, за кажи за самата песна, брат. Брат, инспириран од стварите и од тоа како се однесуваме сами меѓу себе и од лудориите што ги гледаме секој ден и на интернетот и односот на нас као меѓу луѓе пред се едни према други и према светот и се што го засега. Така некако појдов од тоа дека треба да се знаеш себе си, треба да си добар према себе си, за да си добар према другите. Ако си добар према себе, тогаш можеш да си окей со сите, а за да си добар према себе треба да знаеш, не мора да знаеш секогаш кој си и што си и вакво, ама треба да знаеш што сакаш и бар некој да има некоја насока и некои ствари и све. И што е побитно за мене е да не си пред се да не си гомнар према другите луѓе и да не им пречиш у нивното постоење. Мастурбирај од една страна може да делува као песна за не знам, за самоолеснување на вечер, според насловот или било што, ама од друга страна е за себе спознание повеќе. Повеќе е за не му прави зло на другиот, него do yourself good за да бидеш тоа што треба бидеш на овој свет. Гледаш, ти го објасни овој малце пошироко од
од самиот контекст кој јас го сваќам, бидејќи јас го сваќам исто во ова само конкретно за сексуално вознемирување и Исто аплицира и за тоа, Добро. А тоа трансцендентира низ поише ствари, низ поише сфери од животот. Да, на обете алудирам пошто имаше и такви случаеви низ текот на и кај нас се случуваат и од секогаш се случувале и треба да се осврнеме и на тие работи дека мора да сме свесни за последиците и за тоа што им правиме на други луѓе при било каков тип на што се вика насилство или било што или ово, не дека јас сум некој да ви кажам овде cyberbullying не е окей, него само да кажам биди добар за себе и не биди, ако си гневен од внатре и изреволтиран, не можеш да си добар за другите од аспект на ќе бидеш гневен и према рандом старица на улица или рандом особа од друга религија или што и да е, што нема поента на крајот од денот. дефинитивно брат. На некој слатанист. Не, дефинитивно брат, ама Така е. тоа се сосема управо, али мене и баш таа порака што е поконкретната порака за сексуално вознемирување и тоа. Дури Многу тој, ме- да. Тоа- Дури тој директното значење и тоа е сосема добро пошто тоа не е доволно обработувано у песни, брат. Тоа сакам да кажам брат, не За се ни многу луѓе е сеќавам, табу тема воопште, брат. не се ни Брато, вие сеќавам. мажите се смешни, ги гледаш стварите, софт бој стварите и она го гледате контентот таму што искача. Брат, што е тоа, бе? Ама најубавата од ракотинци е бисер е за тоа, како да ти кажам. Факт. Ги гледаш стварите што искачаат таму. Не, ги следам, али ми се појавува. Кои се тие коментари, бе, брат, кои луѓе го пишуваат тоа, кога треба да си изфрустриран да седиш и да пишуваш на рандом луѓе, свашта, буко, разбирам, окей, хаха, шмекери, супер све, ама разбирам тоа да си замарање, и тоа изфрустриран. замарање брат. Знаеме ние такви луѓе што биле дел од нашето друштво што замарале така девојки, така да и тоа не е во ред и за Не е во тоа ред. тоа е уствари најголемиот проблем. Allegedly. Наводно. Наводно, уствари зборот македонски. Наводно. Не бе у парк беше. Брат, мене ми е онака, ќе кажам хайлайт според тоа што има пораки низ целиот проект, али Таа е само порака. таа е многу силна порака сама по себе, брат. И Фер. има и повеќе нивоа и леери според по кои може да се свати и да се И тоа што го перцепира. збори Марса, можеш да го прецепираш на многу различни начини, брат. Можеш ти да си најдеш примена, затоа ти велам, доволно еден човек, брат, да ја чуе, да го закачи за едно нешто, друг човек да се закачи за песна за друго, муа да се направат и да ги сватат и двете страни. Така е. Тоа беше целта. На крајот од Предобро. денот, кога ќе видиш и тие песна за Јап, промените, климатските промени, ствари што не се дешаваат. И јас сум во улога на екстратерестријал што доаѓа на вашата планета и гледам дека ви се дешаваат глупости. Као има порака и таму, ако е хаха хих и све, нели? Тоа е поентата, не мора да е тажно за да ви кажам дека не чини. Точно, Фер, па тоа е тоа. да. Тоа е ствари умешаноста, брат, да пратиш порака на малце по инаков начин на кој нема да им биде одбивна на луѓето. Така. Бидејќи свесни сме дека многу од постарите хип-хоп и општо музички групи и артисти кај нас, посебно на Балканот, секогаш мора пораката да ја сврзат со тажна темната изведба и со страна. темната страна. Има и Мислам, не шаут го не мислевме Да, на да, таа да, темна не, страна. не. Мислевме на Дефинитивно, темницата како И ова е многу нова, свежа енергија и нова перспектива и мило ми е дека го правиш тоа, брат. Посебно на песната можеби која е највесела од целиот проект. па да. Ама види. Ајде, еве на пример, ја ова го имам зборано многу пати. Можеби прв пат го зборам овде на емисија, као кога ќе чуеш песна од Марса, доколку го знаеш Марса, знаеш дека доаѓа директно од него, брат. Не знам како да го кажам на друг начин освен на тој. исто кој што знаеш за Каде Young што- Daddy или за Прти Беге. Или за било кој, кога ќе чуеш звукот, знаеш од кој доаѓа, така? Не зборам за звук, брат. Не зборам за звук, зборам за начин на рецитирање, зборам за деливери, зборам за начинот на кој што ги кажуваш работите, брат. Имаш многу специфичен начин како ги искажуваш работите. Како да ти објаснам ја прв пат. Марса ми кажа дека ќе станува дека ќе пробува да снима и викам што ќе снимаш? И ми праќа Kodak Black инструментал ми ја праќа Трендо милионер, па ја паднав на гзбе, Тоа ти беше прво? Не, мислам прво. Не, имаше еден
Прво беше Трепни со Домплеја кој направивме Strike Back на Цеца, пошто она бајтна од Трапсукот. Прва соло ствар беше Трендо милионер, така нешто Трендо беше. милионер, да, имаше една друга претходно некоја демо и Саке што ли една од првите песни што ги имам, втора песна можеше имам снимено. Ја вака 7 брат. Збунет бе брат, викам што се дешава бе брат, као човеков не е ни рапер брат, ама звучи предобро у тоа време. У тоа време не беше рапер, сега можам да кажам дека е рапер. Добро и? Ми беше многу чудно брат. Ама дава сосема друга перспектива на музика брат. У смисла работи кажани од обичен весел човек кој што има најголемо познавање на поп култура, на барем ја што ги знам, ја некад дури као јас се сметам за човек што знае поп култура, се губам некад у референциите, си викам окей, што е ова гуглам брат. И као Тоа е поентата, yes. Епа да, Yes, да. yes. Тоа е поентата брат, да те натера што збори човеков бе брат. Дај да видам што е ова. Памтиш на времето кога гуглавме текстови кои ги чуевме од рапери? Тоа. Нели, ке чуеш некој текст и чекај малце, што имаш овде ми избега ова зборчето и ќе го упалиш, и ќе си речеш чекај бе, јас Да, сум го и, пеел например, гарагарагам грешно цел живот. И тоа е скилсет кој што на пример ти го имаш и го користиш многу добро. Низ секоја можна песна брат. Ниту една песна не е без у смисла контент да има своја тежина брат. Без разлика тоа дали е нешто интересно кажано нешто на интересен начин, нешто што е многу пати слушнато, ама кажано од твоја гледна точка. Секад има интересен начин како да го споделиш. Например, затоа и тоа Дарко што го кажа брат. Мастурбирам брат. Пак има play on words тука. Збориш за многу сериозна тема. Слушателот го слуша тоа со насмевка на него брат. Па е на Win, клубски брат. бит, За тебе, советувано од Дарко, ме разбираш? И Тоа. and it works. And it works. Мислам дека работи, мислам дека успева брат, мислам дека звучи добро. Што е спои на диаметрални работи, на диаметрални разлики и пак it goes good. Еј, се надевам дека ќе има ефектот што би сакале да го има, така? Апсолутно. Ја беа превозбуден сум, Мислам- едва чекам. Се надевам нема да има нова бранша од public masturbatory ради Тоа. песната. Не, Не се трудиме Не, тоа да не. го направиме. не, дефинитивно. Дома, дефинитивно, баш- мастурбирај дома. Баш Апсолутно. обратно. Прибери си ја таа петчлена армија од прсти, брат. Ете така. Не, приберете си ги прстите Мом. од тастатура. А така вика? Така викам, да. Така е текстот. Тоа е брат. Така, ама тоа е, брат. Ке се насмеше му суди Тоа е, кога да. спадиш, брат. Колку па да го слушаш смешно ќе ти е. брат. Тоа е, брат. Тоа е, брат. Понуда за работа им дадов НССР брат. Никој не знае што значи тоа, никој не знае. Има на Genius. Може да си отворат и да го видат НССР ако сакаат. Еј, треба да направиме нешто такво, некој lyrics explained кај нас у студио, ама некој следен пат да завршиме со проектот, брат. Како аутро се појавува с Богун Коменски. Уф. Јас сум многу добро запознаен со тоа, но сакам на луѓето да им објасниш малце повеќе за самата песна, самиот семпл, односно оригиналната верзија од тоа. Како зашто се одлучи за таа песна и зашто се одлучи баш така да заврши проектот? Затоа што пред се, затоа што другиот проект водечка песна беше Ноки и Денски Висамо Коменски и сакав на луѓето да им давам до знаење дека окей има фази, сега сум во средно. Не сакаш с Богом Коменски, не сум веќе основно, сега сум во средно, плюс беше мислам од аспект на музиката и на мислите и на све. Да, ама и втор проект е, брат. Втор проект е, значи, нормално, Е тоа, следната фаза, High тоа е. School Boy, така е. И поентата беше всушност пошто не знам ти дали чувствуваше, јас учествував, тоа беше мюзикл кој што беше ремейк на Брилиантин, на Грис, кој што го правеа кога бев јас 7-мо одделение и 8-мите имаа главна улога Матеј Петров и Симона братучетка ти е Симона, така? Четка на Мила. Симона На Домазетовска. Мила. Симона Домазетовска, шаут Матеј и Симона и Алекс и сите што беа таму инволвирани. И беше интересен проект што кај што се правеше ремейк уствари на песните од Грис, од Брилиантини, имаше Ке ставам гел песна и ствари се. И една беше с Богун Коменски која што не знам така ни остана нас си се низ годините си се кикотевме што се вика е с Богун Коменски се она. И Мате извади имаше
книга што ја извади во короната и баш му пишав сакам да ја набавам книгата се она и му реков дали случајно можеби имаш CD од песните што ги имавме од мюзиклот што е пред 15-16 години рачунај од сега. И ми рече имам, ми го донесе CD-то, седнавме со Петар и со Оги, после тоа направивме некој план овона и it's perfect as it is. Намерно нема вокали, намерно нема ни го оставив празно за да ми биде да ме асоцира на мюзиклот пред 16 години. Не, многу добро брат и тој трап модерен тейк на ова за 2022 е многу добар момент и се надам дека децата си ја пуштија на полуматура или ќе си ја пуштат ако уште нема славен. Ако не следната генерација, шо? Ја не можам да се поврзам со тоа, пошто не сум растел, не сум учел у Коменски. Ама, например, брат, тоа што го збориме и за Авганистан, брат, тоа е тој hometown hero момент, брат, као тоа е онака воздигање на тоа од кај што си, брат. Да не треба да го плюкаш, брат, од таму од кај што доаѓаш, туку кога го креваш, брат, го возвишуваш, тоа многу ми се свиѓа, брат. Посебно дека тоа, ама знаеш како тоа е уште толку по сконцентрирано, брат. Ти им влагаш у меморија на луѓе, брат. Као тоа се генерации и генерации, тоа се луѓе кои што имаат многу јасни сеќавања од сето тоа, брат. И ти директно влагаш таму, а плюс им даваш перспектива и на младиве, брат, кои што можеби најверојатно и не ни знаат за тоа, брат. Сигурно, да. И сега ќе имаат шанса да изгуглаат, да видат што е тоа, може и ќе го погледнат и што се дешавало у Коменски, брат. Ако и го има да се најде, да. Што беше интересен проект, многу своевремено и плюс Тоа е тоа. Да, тоа што викаш има Trip Down Memory Lane за многу луѓе, брат, за твои врсници, брат. 2-3 генерации околу нас тука секако. Али не знам, едноставно го имав како идеја и му реков на Петар, брат, мора да го исечеме ова и да ми го ставиш ова мора да е аутрото. Као Ноки Денски беше претходно, ова мора да е аутрото за овој проект, пошто да ја заокружиме Коменски приказната, пошто сите можни спотови ги снимавме таму и за Праска, и за Све живо и диво и за се, као доволно е, може сега на Ѓорги Димитров да се Ѓорги студентски се. Ѓорги студентски. Јас сме следно кон факултет. И сега може да ги студентски. Така. It's gonna be a movie. Реално. Не знам, оло ја морам да кажам иако го имав знаев што следува. Попат многу имаше, да. Едва и чекав да искочи, брат. Едва многу се радувам за тебе, едва им онака знаеш као fruits of your labor сега да си ги земеш, брат, тоа што од самиот факт што им се свиѓа така што ја примаат луѓето музиката, брат, тоа што ти си го работел толку долго време на ваков начин, а реално коментарите кои што ги добивме и на Дискорд, тоа беа феноменални луѓе, многу позитивно коментираа на стварите. Супер луѓето, шаурат за Дискорд комјунитито, многу добро и стварно. Ама фала ви, дечки. Работава е дека таму на пример ќе ти општо луѓе ќе ти кажат дали им се свиѓа или не. Можеш да видиш по нивната енергија као дали го прифаќаат ова или не. Едва и чекам ова да го видам уживо како ќе биде, брат. Многу едва и чекам, знам дека следи тоа, знам дека ќе дое и као знам дека ќе има многу добри моменти каде што песни од проектов многу добро ќе функционираат во живо. И со тоа е последниот елемент за кој што мене ми го прави Марс Тейп да биде перфектен проект, посебно за каталогот на Марса, брат. Пошто реално значи мене ако ме прашаш ко фан, на пример, ко фан на твојата музика, мене ми многу значи у твојата дискографија. Се слагам. It's been too long, брат. Се слагам и за тоа. Го должев ова, срамота. Брат, феноменален и се надмина себе си со ваков фоллоуап на тоа што беше Марсупилами. Се слагам, ја мислам дека е доста поквалитетно и се гледа и растот и напредокот во неговите способности како рапер, но и општо во звукот, во изгледот на целиот проект и слично, тоаш имаш едни идеи, сега доаѓа друго време други идеи, се надам дека и после ова ќе следат уште поинтересни и поиновативни идеи на уште повисоко ниво. А ова лето, брат, стига, не очекува доста бизи и добро лето и се надам дека доста забава, кој што дека проектите дека песните од проектот ќе поминат и ќе звучат добро на големи бини на фестивали, на клубски бини и слично. Тоа ќе добијат нов живот, брат. Тоа ќе се префрлат у сосема друга димензија, брат. Така и треба да се случува. Тоа и треба.
И тоа е природниот тек, брат. И тоа е на- уште едно присуство во физичкиот во реалниот свет, а не на интернет. Да. Што е многу Пошто, битно. например, сега може секси Марса да се качи на сцена, и имаш Марс тейп кој што трае 30 минути и тоа е неговиот Добро, настап. чекај, рано е, чекај. Не, Треба да легне ама кај сакам да ти луѓето. кажам, треба да легне, дефинитивно. Ама после тоа ќе можеш да се вратиш на него, брат. Имаш сцена на која што можеш да си легнеш, брат. А не се 5 синглови, брат, со 5 спота кои што луѓето ги имаат заборавено во последните 3 години да ги искочиле. Точно, се слагам. Затоа е многу битно, брат. Затоа велам поглед на неговата дискографија. И синглс, и Марсупила мисија, и ова е одличен фоллоуап на сето тоа, брат. Ако е, например, за Марс, као едно, да го заокружи ова, например, едно патешествие, не знам, дур почне нешто друго, пошто најави дека спрема други ствари, феноменален завршеток на тоа што било до сега. Кој што сакал да стигне музички едно друго да се искаже. Феноменален завршеток. Сега идеме на следно. Нормално, Марса веќе спрема други работи, ама Yes, sir. многу е добро дека доаѓа моментот и сега да може да си го врати тоа фидбекот од луѓето, енергијата од луѓето да ја земе за себе и тоа да го пропелира на пример напред кон Трајче. Кон други? Да. Значи, јас не слушал, мора мастурбира поише пати. Лично си ја свати. Пропелира да нешто многу. Вика, чекај бе, шо вика овој. Абе, дај некој viral dance да направиме за TikTok за мастурбирај, да не вкусам. само митека на TikTok, брат. Ај дади ќе прашам, он не по тие многу работи. Абе, а Митака што го спомнувате, брат? Тоа е интересен момент исто. За некои луѓе го знаат, мислам дека повеќе да го Митек знаат, не, брат. Знаат Верувам, кој брат. него мислам ми така е она Легендар. легенд статус. Попред го има. спомнуваат, така? Попрес го спомнува, да. Едниот од Попрес спомнува и Тонио Сани, Двабона и се, ама не е ништо. Добро, таму има се и свашта, има брат. се свашта. Ама Има и може комерцијална да си го банка, дозвола има и тоа. све, да, Да. може да си го дозвола. Комерцијалната Може да си го Комерцијалната банкичка. Комерцијалната банкичка, брат, никад нема да го заборавам тоа. Да. Беше евер. Ама не е никако негативна конотација према никого, него се си е само Да, бе, да. абсолют happiness. А иначе да, и мене ми е драго многу што еве конечно го завршивме ова да го наречам поглавје. И сега следат нови работи. За кратко ја имаме хип-хоп министри со праската. Едва чекаме. Апсолутен смеш. 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 Да не е има некој, знаеш како? Don't sell yourself брат, short, тоа брат. смеш тоа се виде више неколку пати се настапи. За некои ствари кога си сигурен дека знаеш Да. дека нешто е добро и добро е Тоа едноставно. е тоа, брат, без разлика дали ќе има 100 views или 5000 views или 50 или 5 милиона. Смешно, брат. Смеше, да. Значи не се битни бројките воопшто. Хип-хоп министри со праската, тоа е следно на, да кажеме, на менито. И потоа следат проектите на Стиви. Стиви има проект, има Rager проект, Шараут Стиви, шараут што Рече. доаѓаат на Trap the Fuck Up каналот. Заследете го Trap the Fuck Up каналот, ќе дојде и Мракот микстейп инспириран од Слатанист со Наква песната, кај што ќе учествуваат доста дел од Авенџерите. Да не е сега да кажуваме што како ќе биде, ќе видите кога ќе се дојде све у своје време. Точно. Така да go with the flow едно по едно, имаме визија, знаеме кај тераме, тоа е битно. Тоа е најбитно. Битно е сега луѓето да отидат да го чујат проектот. YouTube, наскоро на стриминг сервисите. На сите ќе го има до утре максимум, ќе го има. DistroKid треба да се искочен додека искочи овој клип ќе биде искочен Да. сегде, DistroKid ќе заврши работа. проверете го тоа. Имам уште малце време, брат, сега да збориме за некои други ствари ако го завршивме. Да, секако да. Сега да те прашам, брат, како се осеќаш за сцена во моментов? Прво македонската, балканската и светската сцена. Што слушаш дома? Која музика ти е во ротација најчесто? Ако сакаш може да почнеме локално па да идеме кон светот или да почнеме од светот па да дојме локално. Да ни кажеш онака што слушаш ти последниве години на дена, што ти Од интересува? светот ќе почнеме. Морам да ти кажам дека сум многу сум стак на некои работи и си ги слушам некои работи што ми се свиѓаат, дури нема можеби тој ентузијазам што сум го имал претходно за да истражувам нова музика што беше пример пред короната или 2016 или 2015 кога ги знаеш сите Мигос песни на Нема везе, памет. Да, тоа е друго. Ко ми ја пушти кукум прв пат, брат. Ау. Добра. После Тогаш 2 сватив, месеци в Берлин отидовме. тогаш сватив дека се менјаат стварите, Да, брат. да. Добра.
Што знам што ти кажам, слушав нешто на Кендрик новиот, не го слушав цел, искрено, мислам Се разбира. не ни можев да стигнам пошто Се разбира. не знам се, може да не мисла дека го хейтам нешто човекот, него едноставно и тоа Тарко кликнав на хейта. Kodak Black Доволно прво. за вас на мајца, Така, Kodak Black се разбира. Кликнав на Kodak Black што хейтаат, видов таму на Твитер, како може Kodak Black да го хейтате you crazy. Кендрик има стајано на освен на таа песна ги има стајано на уште 3-4 моменти низ целиот албум. Има ни целиот албум, да. Али Кендрик снобовите и нубовите го хейтаат тоа, брат, ама тие не се нормални. Оние вистинските. Да, највистинските, брат. Што Кендрик и нив ги серија и ги замолува да Нема врска, да го одличен. остат на рад. Kodak Black е одличен адишн на Кендрик. А на пример, слушаш примерно хип-хоп или слушаш и нешто надвор од хип-хопот? Као кај си моментално сонично на пример од кај влечеш онака Брат, инспирација? слушам хип-хоп, да кажем, слушам хип-хоп, слушам доста и електронски ствари, слушам и што се вика и Цаки Кисми слушам, брат, дома. Слушам Шарот од Цаки. Шарот Цаки Кисми. Слушам се, брат, као да ти кажам, не може тоа порано кога работевме у Trap the Fuck Up, работа ми беше да знам кој кога искача и што е новата песна. Да. Као буквално ни беше работа да знаеме, да пратиме кој што прави, како делува и све. Стварите на светската сцена сега не знам, има нон-стоп, има константно убави работи што ме изненадуваат и што се топ. Некогаш има и онакви генерични индустри мейд ствари, што и тоа мора да имам. Од аспект на Балканот, што да ви кажам, освен еве 30-та зона албум, Хилсон Мандела албум, врв. Хрватска сцена бек као 2014-2015, као таму кај што треба да биде заслужено. Се што е од Србија поштоем супер, ама многу работи изгледа јас не ги разбирам, пошто или можда сум стар, или можда ми се премногу турботрап. Не знам како да ви кажам. Индустри плент само на балканска верзија. И тоа да беше турботрап ќе имаше поише душа, него има нешто измеѓу регетон. Јас слушам регетон, брат, не го хејте регетон. Брат, Деди Јенки, знаеш дека тромпета слушавме на времето, све прадеме Визини Јандел, Луци. Брат, најако дека сега она песна на Диле стана хит, брат. Вирално дека стана таа песна што слушавме у 8 оделение. Во 8 оделение. И сега ќе се вратат за TikTok со ова со. Нема везе. Гледам дека се дешаваат такви работи што не нужно, не ми сметаат, не ме допираат едноставно, не знам како да ти кажам. Да. На Хилсон Мандела албумот, да, окей, worth it, и тоа гледам дека има и таму има компромис направено за да биде Ја мислам дека се тие компромиси добри, брат. ама добри компромиси. Таму е како што треба, брат. На право место се направени во со права доза. Таму не ми смета, не дека ми смета раста општо, него it's okay. Брат, супер. Комплементарно е. Супер. И супер е. И на помага. другите ствари и на ова помага. Тоа е тоа. Децварица има дух, има шмек, не е направена за да имаме views поише ја и ти. Ме саќаш, него има конекција некоја и тоа е тоа што ми е битно. А кај нас не знам што да ти кажам, има брат и кај нас раздвиженост на работите, има и многу работи што има многу или два wannabes или праска wannabes или мислам да не ме сати никој погрешно, ама кај што не е дека го зимаат за пример тоа што го работел некој човек, него си го зимаат како свое јас. Го копираат скроз. Што не е нивното јас и се и го слушаме и го гледаме и не на никому ништо не му значи, не ме допира никако. Тоа се случува и во Србија, брат. И онака ми е тоа, како Тоа е како чума, брат. Тоа на секаде го има. Дури во Америка, само што таму не може да стигне тоа на голема врата. Овде, на пример, ако имаш пари, можеш да си го подкупиш тоа сето и да биде туку така, кој што го, ама дефинитивно ако нешто ме нервира тоа, брат. Дека имаат луѓе во премногу пари да инвестираат во музика, само да звучат како некој друг. Па ги немаат ни парите, брат, ама тоа е друга тема што ќе збориме некој следен пат. Ама мене, брат, ми фали музика, искрено. Не знам дали беше короната или што беше, али као неаме доволно музика. фали дражот за наша, нели, она као да седам и да речам, сега проектов кој ќе искочи или леко ќе не. Нема проекти, брат, нема ни синглови, нема ништо, или брат. она, да. Онака никој не работи, брат, сиде со некоја комфорт зона, брат, онака немаме музика, брат, ние направивме на плейлиста МК сцена. Ја апдетираме колку толку често, ама онака излага едно нешто на 2 недели 3 и тоа пробуваме да фатиме се од бум бап па до
underground трап под наводници до комерцијално нешто што е. Од сите се пријателе. Мене искрено Да, се што е македонски продукт на еден начин. Така, па да. производ. Мене ми значи повеќе онака да има повеќе музика, брат. Мислам дека квалитетот мање више тоа може да се дискутира до утре, али квантитет ми фали и мислам дека нашава сцена стагнира, а и жал ми е дека е тоа така и се надевам дека Еве ќе брат, се друг сме овде за секој што слуша дома што има ствари у фиока и глупости, ако може Секси Марса да извади проекти да седиме на каучов овде, можеш и ти и машко, женско, whatever gender you are, од кој град и да си од Радовиш, не е проблем брат, као you can do anything you like. Вадете ствари, многу е боле лошата песна надвор, мислам се не секогаш, ама боле е Не да е секогаш, да. ама боле е да е надвор него да е у фиока. У фиока doesn't do good на никого. Точно. Не е, музика е за да ја споделиш со луѓето, не е за да ја чуваш у фиока на крајот од денот. Видим. А тоа што кажа, на пример, ако е у фиока, никој не ти го знае прогресот кога ќе стигнеш ти до тоа перфектното што ти мислиш дека го имаш направено. перфектното е секој следен месец се менува. Тој Тоа прогрес сакам да и ти луѓе кажам. што прават музика 40 години, Убаво е. у 41-та се викаат еј, пред 20 години кога мислев кога бев млад кога ги извадив мојот најдобар албум, овие работи сум требало да ги направам поинаку. Да. True. И тоа, на пример, да се гледа целото патување тоа, брат, целиот твој процес онака и твоето, не знам, као целиот тој процес низ ти кој што минуваш кој артист, као се менјаш, као ти се трансформираш, тоа мислам дека е многу боле за гледање, него ли од нигде никаде само да видам две песни со спотови со по 300.000 виз, брат, од нигде никаде. Ме разбираш? Као да го видиме процесот како имаш стигнато до овде, што имаш правено, што имаш пробувано. Не е ни срамота, брат. Не, воопшто. Воопшто. Зашо? Тие што се смеат на такви работи, тие воопште не ни слушаат музика за музиката, туку тие слушаат само за да искритикуваат и да зборат за нешто. Ние овде сме за сосема друга ствар, као буквално онака критикуваме, збориме, ама целта ни е друга. Не е само за да го кажеме тоа што имаме да го кажеме, туку да стигне тоа до некаде, брат. Као тоа да биде издржано, тоа да има причина зашто да биде кажано, брат. Никад без разлика тоа дали е Марс, буквално ако сосема некој друг човек го извадеше Марс тип таков кој што е сега моментално, ќе сакав да го седнам овде. Ја ќе го слушав. Тоа сакам да ти кажам. Мислам, рака Не, на ама срце, што ќе... Па само да не го вади Апсолутно. се ова, него да пробува да го копира, брат. никако. Не, беше Дека не ни можеш да го и ископира. да Епа, го- не и да можеш, го- епа го тоа скопираш не од можеш, what they не can do. можеш. Не можеш, брат. Не. Тоа ниво на харизма, тоа ниво на weirdiness, ја што го викам у хип-хопот, онака дури и нека малце онака мала Друго е, доза брат, на не ги коваме римите исто, Да. како да ти кажам со луѓе. Најслично што сум видел од кај нас да ги коваме римите, може ќе се наљути, може не е Пики што соработува со Доб куќата што има комплексни рими, што на крајот од денот имаат по дабл, по трипл, антандер, ама таму е за тебе да го разбереш ако го слушнеш. А може да ти звучи и најпросто на свет и да е една Да. глупа реченица кажана. That's what I respect. Ти текнува, тоа е тоа што The craftsmanship. што ми се сиѓа мене, да craftsmanship на работите, да. Плюс не мора ни секогаш да е до тоа, не треба сме у табори и да викаме леле ова е, ова е правото, никој не знае што е правото, не знаеме ние тројца на каучов, Точно. ама at least we're trying, имаме некоја Дефинитивно. замисла, идеја или било што. Затоа и сме тука, затоа и сте вие тука, за критики, за било што, за насоки, за да не бладаме на крајот од денот. Дефинитивно, брат. Ја мислам да сме добри, брат, ако имате уште нешто друго да споменете за проектов, Топ сме. на целиот процес за... Јас сакам уште еднаш само фала да ви кажам што сум овде, што сме заедно Big Секогаш. Boys на каучот. Фала ви што ме викнавте, фала ви на тоа за тоа што направивте комјунити. Мислам, криви сте што направивте комјунити што самото си се одржува сега, што нема подобро од тоа. И самите луѓето си даваат предлози, си дискутираат и си прават нетворкинг. Тоа што го имавте на ум пред 3-4 години кога зборевме, пред уште на времето вајда од после радиото кога беше од се, it's here. Тука е. Фала што сум дел од ова, фала ви што брашо се замарате да доаѓате секој понеделник, вторник да сте нормални, секој вторник да доаѓам да снимам овде на GoPro, на ова. Стварно сте луди, ама браво. Топ, браво. Респект, максимум респект. Тоа е тоа. Фала, брат. Фала ти многу, брат. Нема врска, тоа е. Затоа онака пробуваме ја и Дарко да го реципруираме тоа како и валјда него ни кажав кој што треба, ама нема врска да има реципроцитет кај што
онака возвраќаме цело време, ме разбираш, за фидбекот, за љубовта што ја добиваме, за вниманието што го добиваме цело време да биде возвратено. Без разлика дали ќе си ти или некој друг, без разлика дали ќе е на пример онака не знам, поголема група на артисти МК сцена да направиме, што и да е, само сакаме да возвраќаме. Ја и Дарко сме многу јасни на тоа дека ова го правиме само за културата, само за љубовта према неа, онака за музиката, за ништо друго. Не го разводнуваме. Го правиме како што за сакаме ништо, ние, како што за сакаме да ништо. изгледа, како што можеме да изгледа со овие услови што ги имаме. И лека по лека го градиме како што почнавме Животно ќе зборам за МФ Дум, кур да ми пушете, реално. Така, ама Нема компромиси, да. Не, ама брат, ова е ова местото кај што ова е местото кај што може да бидеме ја и Трајче. ова е safe space за Тоа сите, што се, бе. Да. тоа што сте Да. вие двајца на крајот од Да бе, денот. гик сум за музика, тоа е, брат. Така е бе. Може треба и некојаш да размислите да направиме некој round table на поише луѓе кај што би дискутирале за ствари, не знам, како чисто како идеја, како концепт за војнина. Имам многу, брат. Имам многу за работа, имам многу ствари што ги имаме Пример, на ум. продуцентите што учествува сега во последното ова или било што, секој да даде свој инсайт на Тоа е додека не почнеш да го правиш, не можеш да свадиш пречките за кои што се соочуваш, немаме кај да го направиме тоа. Да, Немаме технички услови, немаме термин кога може да се соберат сите луѓе. јасно е. Онака има милион. Ќе почнеме да ги искусуваме истите проблеми ти што си ги искусувал за твојот албум, Да, разбираш? да. Колку и да се две различни ствари, пак на крај на денот е еден проект кој што на пример нашиот иде недела уз недела и цело време е константно Захтевно е, захтевно. твојот е онака го стига максимумот дур да го дропнеш и после тоа опаѓа. Ама како и да имаш работа, имаш настапи, треба да организираш промоција, едно друго, сакаш да направиш, има работа и кон тоа. Ова нашето е малце поинакво, ама мислам дека голем дел од прашањата кои што на пример онака треба да ги решиш ти, исто треба и да се решат овде, Брат. само недела за недела. Јас не знаеш колку тешко ми идеше прво да се согласам да се снима ова, па кај да се закачува, па како да се прави. Па дали да биде радио шоу, па дали да биде подкаст, па после тоа да вложиме во камера, да ги искусиме сите глупости што ги искусиме, па микрофони, па опреми, па опремата, роудкастерот што ни го донесе Боден од Германија. Претходно глуми ни Што помагаше со опрема, уште овие микрофони се на глуми. Па ова треба позади да стои вака, па некој пат кога дојдеме од Сабеле, тука овде е хаос, кај баба Марта од цел викенд што се дешавале ствари. Некад сме ние Епи was wilden. Некогаш ќе станем у вторник, ќе имаме други обврски, нема да може да го снимиме. Онака како милион, секое снимање си има посебна приказна за себе. посебна приказна, онака и сакавме да имаме во втора сезона поише гости, за жал не успеавме, при крај сме на втора сезона, добро е што бар ти дојде. Не, Можеби ова што мораше некој- да се Thank you деси. на- Ова Да, да. среќа Ова што се мораше деси да што се не деси. каснаше проектов месеци нешто бидејќи можеби ќе бевме Бевме на одмор. ќе бевме завршени, али се надеваме дека за трета У Грчка ќе го снимаме Павлина. Дојди у Грчку ќе оставаме. Виту, во втора верзија. Извини, Дарко. за трета сезона се надевам дека ќе успееме да донесеме поише гости, бидејќи нас ни фали оваа енергија од некој трет човек малце да не размрда и нас. Скроз. Да има Да, 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 дискусија, да. да има меѓу луѓето. Ама не, знаеш како и енергијата што ја носише поинаква, ме разбираш, као не тераш, и ја и Дарко ја збориме на поинаков Тоа начин. се деси со Вандал, тоа се деси со Драги, тоа се деси со Оги. Така е, Вандал. Со Вандалот најмногу, брат. Вандалот Да, да, дојде да, да. тука, не крена у воздух Дигна, сите, брат, така е, онака. Така е. Ја гледав многу добра емисија. Многу добра, Реално, многу добра. брат. Тоа е кога си ја носиш енергијата со себе, it's И- different. Иако со него почнавме малце на лошо, после емисијата и после се онака сме многу блиски Да. и сме и реално го почитувам многу за тоа што е човекот, брат. Така треба. Апсолутно. Така Без разлика на се. Мислам дека сме добри, брат. Ова е Текс уште еднаш, не знам да се одјавите, да се одона, ја фала ви на сите што ќе кликнете, ќе гледате, што ги пратите Пандамониум радио, што пратите мене, гледате го проектот, слушнете го, запратете го Trap the Fuck Up, запратете ги Пандамониум на секаде, ќе ги има сигурно доле, ќе ги има у тоа Yes, sir. у биото стварите, така да thank you уште еднаш и фала ти на тебе што Big дое. up. Милони дека конечно дојде тука, го чекавме овој момент, се надам дека снимивме добра епизода која ќе биде интересна на луѓето. Секогаш ги инспирираме луѓето, ги тераме да ни пишат коментар за тоа како им се свигаше епизодата. Сега има и поише ствари за зборење, така да се надам дека ќе добиеме и коментари. Allegedly, не ги тераме луѓето. Allegedly. Ништо, брат, све сами си прават. Ништо Не, не бе. ги кон крајот на епизодата бараме луѓе да ни дадат фидбек, дури на Discord серверот имаме и посебен канал кај што се збори, кој се вика подкаст фидбек, кај што луѓето ни пишуваат.
така беше. за некои теми кои ги обработуваме тоа дали се слагаат или не се слагаат со нас. Така да пишете ни, исто така пишете му и на Марс коментар на YouTube, Слободно. бидејќи тоа ќе му ги може да ќе му ги појаче и ќе му го појаче и ричот на песните. Активирайте го алгоритмот. Да, но и пишете ако имате конструктивен коментар ке Марс од DM или коментар на YouTube како може нешто да се направи боле, што фали, што ви се свига, што не ви се свига, мислам дека Слободно anytime. конструктивни коментари се секогаш добре дојдени. Чујте го проектот, нека биде во ротација на Spotify, нека биде во ротација на YouTube, кој кај се слуша музика, Apple Music, Instagram Music. Испромовирате го човекот на TikTok и на Instagram Story со Instagram Music, така да ништо поише од тоа. Мастурбирај денс, нека направи некој вирален за TikTok, ајде да не го терам дади на одмори во Италија. Чујте го. Кидеме ли на кај билбордот да се сликаме? Дефинитивно. Пешадија и да ја Самба. дадам фикс сега. Така да, тоа е тоа, ова беше Пандамониум радио шоу број 56, 26 епизода од втората сезона. Фала ви на сите што останавте до крај. Следете го Марса, следете на нас, дојдете на Дискорд, чујте го новиот проект на Марса. Пишете ни како ви се свигаше епизодата, пишете му него како ви се свига проектот и се слушаме пак наредна среда. Се одјавуваме. Поздрав. Чао, дечки. Мир.